Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. По месец дена пауза на барање на гледачите, се враќаме со емисијата. Имам чест новата сезона на За или против да ја започнам со Драган Павлович Влатас, новинар, уредник, колумнист. Добре дојде. Благодарам за поканата и да отвориме сезонова, да гледаат гледачите тоа што очекуваат од нас, а тоа е да чујат нешто ново, да имаат причина за размислување, некои да се согласуваат, некои не и така натаму. Не се сомневам дека ќе ми го дадеме тоа задоволство. Ватас, пропуштивме многу работи, ние како емисија овој месец се случија многу работи кои што вредеше да се коментират, но еве да почнеме со новите работи. Она што се случува во светот, се случуваат многу работи, нови работи. Многумина не очекува, многумина очекува. Светот е свет, но Македонија е дел од тој свет. Не сме некој остров таму во Пацификот, па и да бевме, ќе бевме дел од него. Зборуваме за Америка, зборуваме за Европа, за Украина, за она што се случува, но и за Македонија, за резолуцијата чиј што дел бевме. Според мене не е грешка, многумина велат дека е. Не знам кој како размислува, но еве, што се случи во Обединетите нации, беше на Советот за безбедност, помина таму, не помина на гласањето, токму околу резолуцијата и незиното значење за Македонија и улогата на Македонија во неа. Добро, ја не би се сложил само во едно со тебе, дека многумина мислат дека било грешка, мислам дека се многу мал дел, па не повеќе од 5-6% во општеството. Медиумски 90%, ама знаеме каде припаѓаат медиумите, па така. Па и не е битно, дури и така. Да. Мислам дека релевантноста е друга работа и вистината. Да, гледачите кои не следат редовно, бидејќи нема ни причина да следат редовно политика, да објасниме за што се работи. Пред Обединетите нации имаше две резолуции за војната во Украина, симплифицирано, да ги поедноставиме. Една американска, која инсистира на прекид на војната, на преговори и барање трајно решение. Една од европските држави, претежно европски држави, значи не беа сите европски држави во неа, предложена, а тоа е војната да продолжи се додека Русија не капитулира во таа војна, не се повлече од украинската територија и плати воена оштета. Македонија гласаше и беше дури и ко-потписник, ко-предлагач на Соединените американски држави заедно со неа на резолуцијата која е за мир. И мислам дека подобро решение Македонија не можеше да одбере, затоа што Македонија нити е во ситуација да гласа за војна. Ние сепак така пред 20 на години можеби е долго, но историски нула време едва излеговме од ситуација на војна. Македонија во 2004 е признаена од Соединените американски држави под името Република Македонија. Македонија е признаена како држава под своето уставно име Република Македонија од Кина и од Русија. Тоа се трите најголеми држави кои во Македонија, а кои во светот ги диктираат политичките, економските и други односи. За разлика од тоа, Европската унија не третираше како фиром до последен момент. Европската унија ни го наметна Преспанскиот договор, Европската унија ни го наметна бугарското вето, превземајќи го како европско вето, иако се знае и знаеме и знаат дека тоа е бугарско вето. Сето тоа ни од Европската унија. Од Европската унија до сега имаме десетици услови кои на никој друг не му се дадени како пристап во Европската унија. Немаме почнати преговори, немаме од политичка страна ништо што ја поддржува државата, незината самостојност, незиниот идентитет и националните интереси. Од Соединетите американски држави го имаме сето тоа. ВМРО ДПМН уште кога беше Антонио Милошевски, министар за надворешни работи, потпиша таа влада договор за стратешко партнерство со Соединетите американски држави. Ние тоа со Европската унија го немаме. Кај нас овдека во парламентот доаѓа европски лидери од типот на Меркел и слични, кои агитираа за една партија, за СДСМ гласите на избори за нив, а СДСМ никогаш не победи на избори. Имаме директно мешање, брутално, во внатрешните работи на државата. Така да, ако гледате политички, од кого сме виделе добро, од кого сме виделе лошо, или од кого сме виделе повеќе добро, а повеќе лошо, споредбата помеѓу Соединените американски држави и Европската унија е многу јасна. Нас ни е партнер САД, Соединените американски држави. Идеолошки, бидејќи не е толку важна државата, вие може да бидете за или против Америка, зависно од тоа што Америка во тој момент или во тој период прави. Дали тоа се совпаѓа со вашите интереси, традиција, култура, вредности и така дали. Во овој момент, од февруари натаму, од кога е Доналд Трамп председател, ние имаме речиси идентични систем на вредности со оваа власт во Америка.
Имаме кај нас семејни вредности кои со устав гарантирани како брак помеѓу маж и жена. Ние знаеме дека СДСМ сакаше да им ги одземе децата на родителите. Како? И тоа преку закон, не вербално. Со закон да детето нема татко и мајка, туку родител 1 и родител 2. Ние знаевме дека јас пошто живеам во Зелениково во Градовци, децата ги обучуваа уште на возраст кога се осмолетка или на почеток на гимназија за сексуално воспитување со воведување практична настава за тоа, што беше осудено од целата македонска јавност, па дури и градоначалникот тогашен Шилегов се огради како спонзор од таквите случувања. Во Америка имате вредности кои се традиција, семејство, култура и национални вредности кои на Македонија во моментов и одговараат. Во Европа во моментов тие ги нема. Спротивни се. Во Европа во моментов вие имате европска власт на Европската Унија која не е избрана генерички од гласачите. Гласачите изберат десничарска власт. Тие доминираат во парламентот на Европа. Но, со разни бюрократски комбинации, Европската Унија ја водат левичари. Најважното министерство за одбрана и надворешни работи дадено е на Каја Калас, жена која доаѓа од држава колку Македонија, која нема никакво политичко, никакво историско, никакво државничко искуство за да се води политиката на Европа во оваа ситуација, кога се одлучува помеѓу нив и Америка, чиј предлог е попрактичен и покорисен. Настрана и фразите од типот Русија ќе окупирала, вчера гледам, Русија ќе окупирала цела Европа до Шпанија. Да, добро, до вчерашна Руска република антагонизмот со Русија, Каја Калас го користи тоа Видете, на големо тоа за е жал. германска политика која трае со векови. Драх на Остен е германска политика освојување на исток до Москва, која трае и Хитлер, и пред Хитлер, и по Хитлер и така дали. Јас бев гостин кај вашиот колега Бетмен, кој реков, гледате одамна, повеќе од година дена, бевме со Геровски заедно, гледате што прави Германија. Тоа е држава на која војска, војна и оружје и е во крв. Тоа е нивна култура на живење. Кога тие беа 40 години под забрана какво оружје да произведуваат, нивните војници не смеат да излегуваат надвор државата и има ограничување или оневозможување на извоз на оружје. Сега тоа им се отвори како шанса. Денеска Rheinmetall, најголемата воена фабрика во Германија, е поважна од целата автоиндустрија во Германија. Сега е прилагодено на Rheinmetall. Сите закони што се донесуваат, парите што се вложуваат, идат во Rheinmetall. Пропаѓа Volkswagen, пропаѓа Audi, пропаѓа BMW, пропаѓа Porsche. Вие гледате на пазарот, нема веќе сервис за овие модели, а камоли да има нови. Се е подредено. Кога Германија ќе добие шанса за војна, тоа не може никој да го спречи, освен Соединетите американски држави. Затоа и јас ја поддржувам оваа идеологија, оваа пракса која Соединетите американски држави сега ја нудат на светот, бидејќи рационална, бидејќи инсистира да прекине убивање на луѓе од било која страна, бидејќи инсистира на мир и инсистира на традиционални семејни вредности кои човештвото и Европа и Македонија како делче од неа се одржале. Кога би се држале до европските семејни вредности, ние веќе не би имале бракови, ние веќе не би имале деца, бидејќи постои Free of Child движење во Европа, а тоа е брак без деца. Еднополови бракови, кој ќе ги прави тие, кој ќе одржува економијата и државата. Тоа е идеологијата која Европа сега ја донесе каде што е. Инсистирање на војска, на државни пари за оружје, како Rheinmetall во однос со Volkswagen, Audi, BMW и другите, и инсистирање на хаос. Јас можем сега да се кладам со тебе, со кој сака. Нема да помине па пролет. Во текот на пролета ќе има такви поделби меѓу европските земји по прашање на Украина, што веќе нема да се сеќаваат кој што предложил. Само Германија и Британија ќе бидат за војна. Само тие две. Во моментот оној судир што се случи меѓу Трамп и Зеленски во овалната соба во САД, како гледаш на тој, мајки предвид дека, да не се лажеме, Зеленскиот избор на Бајден, на таа администрација, не го избра директно украинскиот народ, влијанијата на Америка, а знаеме која Америка, бившата, да ја речем, Америка, беше таа која што го направи, него
председател, и сега тој се конфронтира со Трамп. Јас велам тој е единствениот од бившата американска администрација кога што не може да го смени бидејќи сепак е дел од Украина. Видете, Како гледаш на тоа? повеќето војни во светот кои Америка ги водела се во време кога на власт биле демократите. Војните кои се запирани се во времето кога на власт биле републиканците, каде што припаѓа Трамп. Сосема легитимно е тоа што Трамп го бара. Прво, Зеленски нема мандат. Значи, тој е председател кому мандатот истекол лани во мај. При државата, функцијата председател треба да ја води председател на собранието до нови избори, иако им се военни ситуации со војната. Слушам од Соросоидиве приказни зошто дошло до војната. Зошто дошло не знаеме ни ние, не знаат ни тие, веројатно знаат пар американци, пар германци, французи, руси и украинци. Толку е кругот на вистинските причини. Но да се подсетиме, во 2014 украинска војска и полиција почна да убива луѓе во Донбас и Крим, а не обратно. Да се подсетиме дека 2014 во Украина имаше државен удар, каде власта ја презема шарените револуции од Украина, тогашните портокалови, Јануковиќ, кои ја презема власта без избори. Тоа е втората работа. Да се подсетиме дека откако во 2014 почна војната, граѓанската во Украина, 2015 и 2016 беа подпишани две спогодби во Минск, во Белорусија, со кои се означуваше крај на таа граѓанска војна и се утврдија права. Права кои Европа ги бара, рецимо, за албанците во Македонија. Таму има помали. Граѓаните, веројатно не знаат, но 20 до 25% граѓани на Естонија, Летонија, Литванија се руси, кои немаат никакви права. Ни право на свој јазик, ни право на своја школа, ни право на свој театар, ни право на политички партии, ни на културни организации. Немаат никакви. Тоа право го бара русите во Украина. Не го добија граѓанска војна. Тие два документа, 2014 и 2015, кои ги подпиша со изјави на тогашниот француски премиер и министер за надворешни работи и на Ангела Меркел, како германски канцелар, тие лично рекоа дека ги измамиле русите. Зошто? За да добијат време да ја вооружат Украина, да ја спремат за војна. Јас друго не би кажал тоа што го каже Трамп. Значи, јас те плаќам, јас те издржавам, јас све. Не можеш да ме исцрпуваш. Види, Европа се наоѓа во една ситуација каде што со децении русите ја хранат со ефтини ресурси и енергија, американците плаќаат за да ја бранат, а они глумат господа која на светот му диктира што е култура, што се човечки вредности, што е индустрија, продаваат Мерцедеси, продаваат БМВ и така дале, градат имидж. И американецот вика, види, све е у реду, ама ја више немам ни пари, ни интерес. филмот на Трамп, да. Па немам ни пари, немам ни интерес. Второ, од вчера имате комисија во Соединетите Американски држави формирана каде се отидени парите за Украина, бидејќи многу се вратени низ корупција и перење пари во Америка. Неофицијално 200 милиарди се каде се што се. Па затоа Трамп спомења 350, коренецот вика 125. Кај е разликата? Разликата е испрана и вратена кај амерички граѓани и кај некои нивни соработници. Тоа што се случи кај нас со Соросоидите, зашто сакам подосна да зборам и да гледачите прв пат чујат некои работи. Да. Она утка што се случи во Македонија од страна на македонската опозиција, која што го фати возот за Камала уште набивајќи претходно за неа, па избирајќи ја Фани Сорос за свој подпредседател, жената која што самата кажа дека знае 2-3 во партија, што и се покажа последната емисија во МТВ што имаше кога тврдеше дека била СДСМ таа што го подпишала стратешкиот договор со Америка, подпишување на кое што јас бев со Милошовски што го спомена со Кондолиза Рајс 2008-та, не беше тогаш СДСМ, беа ВМРО, ДПМН и таа влада, но ја избраа Фани Сорос за да се, да не речам, упикаат кај Сорос уште повеќе и кај новата администрација која што смета дека ќе дојде, ама некој ги зафракна, се вика Трамп, се вика американскиот народ кој што го избра него, тие направи една страшна утка за разлика од ВМРО која што направи фантастична проверка и уште додека беа тазе влада ги примија, беа тука кај нас неколкумина високи представници на новата, тогаш се уште опозиција, сегашна Трампова администрација. Од една страна е вистински погодок на ВМРО ДПМН, од една страна, другата страна е една страшна утка, промашување на СДСМ, од трета па и кога погодиле нешто за да не утнат. Иди, јас 30 години сум таргет, константен, на напад на Соросоидите, од нивното основање 95, па и од крај 94. 95 година
почнаа приватни радија и телевизии во Домот на млади, тогаш 25 мај, сега се вика МКЦ. Во киното, негде пред околу 200 присутни, се осниваше и бираше председател на првото македонско здружение на комерцијални радио и телевизии, на приватните. Бев избран јас за председател прв од тие 250 мнозинство. Гордана Стошич, соросоид од раѓање, значи на соросоидите од ДК, направи инцидент. Зошто нивниот кандидат Горан Гаврилов или така нешто беше од Канал 77 Штип не победил. И тука тргна. 95-та основани се соросоидите во Македонија. Основани се од Владе Милчин, кој е член на УИДИ за помладиве и релативно помладиве. Да им кажам дека ситуацијата не е од вчера. И ако ја знаеш историјата на болеста, го знаеш лекот. Јас ја знам историјата на болеста и го знам лекот. За разлика од некој што мисли ако те види, веќе знаеш што ти и што треба да се прави. Анамнеза, диагноза, терапија во превод. Така е. УИДИ на крајот од Југославија се формираше здружение со луѓе од сите 6 републики. Од Македонија беше Владе Милчин, режисер за кој немам ништо спорно за неговите режисерски квалитети и мислам дека еден од најдобрите во Македонија. Но да идеме на политика. 95-та, кога се растури УИДИ со растурението на Југославија, тој доби од Сорос мандат да ги води соросоидите од ДК. Па имаме следна генерација со Боријан Јовановски, со Сашо, како се вика овој, Ордановски компанија. Сега имаме трета генерација со некоја оваа од соросоиде што сега прават емисија на телевизија Сашка Цветковска. Значи, три генерации јас имам проблем со нив или они со мене, како сакаш, и знам што се деша. Нив ги интересира кеш. Тој што носи кеш, тој е најдобро за нив. Они ја исплука Америка, како што не исплукале ни у Северна Кореја. Овие денови, Саша Ордановски, таа која не ми текнуваше името и други, само затоа што им е секнат каналот за пари. Со тој канал за пари тие никопад не работеле, никопад не искочиле на пазар, не биле новинари. На тие соросоиди јас сум ми бил уредник. Не они мене, јас на нив. Нелојална конкуренција се вика. Така. Тој Боријан Јовановски бил усител кај што сум јас главен уредник. Иванов бил Зоран Восител, читал вести кај што сум јас уредник. Овај од Фокус, Јадранка Николич, како се презива поново Костова, бил усител кога јас сум бил уредник. Оливера Трајковска, јас сум и бил уредник. И сите тие ги знам и како работат, и како се однесуваат во политиката. Так. Тие мене нигде не били уредници. Далеку сме ние по нивото во новинарството. Сега се тие затоа што од демократите, кои во суштина се владеени од Сорос и слични, преку нив се добиваа пари овдека за спроведување пред се идеологија. Идеологија која уништува семејство, која уништува нација, која уништува национален идентитет и која сака да преземе власт без избори, која има силно влијание врз постоечките власти. Зашто? Затоа што дипломатите ги форсираат, затоа што странските агенции од типот на Reuters, за кој сега гледаме и Associated Press, дека биле плаќани од Сорос за лажни вести, тоа се документи излезени од американската администрација, не од тебе сега мене. Го потенцираат представници па ние на сега високата гледаме дека и администрација. во Македонија од 2015-та влегувале пари од Сорос заради државен удар. Не влегле пари за демократија, не влегле пари за градинки, за водовод, за канализација, како што зборат. Прво убиваш конкуренција. Ти имаш емисија на Васко Попетровски, кој исто беше усител, кога јас сум главен одговорен уредник, која примила 1,5 милион евра, претежно од Европска каса. Холандија, Швајцарија, на USAID. 1,5 милион евра. Гледачите да знаат, Алфа телевизија, цела година, или Телма, па и сите, цела година платниот фонд е 1,5 евра. Цела година. А ова е една емисија. Една емисија која 30 пати само во годината се појавува. Не е ни секоја недела. 50.000 парче. Треба да знаат дека на Телма 500.000 евра се земени за нивната ваква дебатна емисија. Треба да знаат дека Сашка Цветковска, за која ќе стане збор малце подоцна, има 655.000 земено за сајт. За сајт и неколку емисии на МТВ, кои МТВ мора да ги укине наскоро. Зошто? Затоа што има Сашка Цветковска, емисијата на ИРЛ, една правосилна пресуда за клевета и ширење лажни вести, една
првостепена уште, која чека на правосилност за ширење клевета и лажни вести и колку што сам али успева да дознам уште 2 или 3 кои се дадени и чекат на процесуирање. Јавен сервис не смее да дозволи Преголема на љага него за самиот да сервис. неказнето проектот страна шири лажни вести и клевета. Не сме. Тоа не му е дозволено во неговиот етички кодекс и па и според правилата. Соросоидите бараат пари. Бараат пари за да перат мозок на нашите деца. Не се женете, оперирајте се, менјајте пол, имајте бракови без деца, откажете се од мајка и татко, родител 1, родител 2 и такви ствари. За тоа примаат пари. И јас сега да ги прашам еве у камера гледачите. Колку од вас е спремно да потпише дека се согласува со тоа? За тоа гласате кога ќе застанат овие наведениви и нивните, овие што ги кажат и од МО и од СДСМ, за тоа застапуваат. Секој глас, секоја потршка за нив е разбивање на твојата фамилија. Така, да доточниме некои работи, ова не се информации што ги измисливме јас и ти. Денеска до порталите дојде еден таков чуден, многу лаички, дилетантски обид за демант од госпожата што се црташе пред штитот на полицаецот, за кој што известуваше Бонџино, тој е политичкиот коментатор кој што сега е заменик, односно втор човек на FBI, и тој пишува и прави емисија со пример дека во Македонија еве шарената револуција е финансирана од Сорос и US и сега ние ли да го демантираме Бонџино Од FBI, не Бонџино. FBI да го демантираш. Така, па ќе алармирала и американската амбасада и сите за тоа што се случувало, за тоа што вториот човек на FBI направил емисија за неа. Имаше цело истражување кое што го имаше и во Албанија, со сите цитати наведени исто така американска направија, тоа беше еден Даунхил, мислам дека Таунхил беше исто медиум американски. Не можеме ние да демантираме или да не демантира нас, бидејќи ние пренесуваме нешто што еминентни американски фаци го кажат. Што ја тоа го зборам 20-30 години, конечно имам на папир одржана администрација на Америка доказ. Има полоша работа. Минатата недела заседаваше Американски конгрес, врвно тело, политичко тело, зборам не поединец, во Америка. На конгресот се расправаше за Сашка Цветковска од Македонија. Зошто се расправаше во конгресот за некоја Сашка Цветковска од Македонија, која наводно добила американска награда. Наскоро ќе ги дознаеш деталите дали воопшто добила американска награда или се работи за класична превара и блеф, според американските документи. Тоа ќе го објавиме на вечер МК во наредниот период. Значи, таа Сашка Цветковска примала пари од Сорос за да овдека пишува и објавува заедно со соросоидите дека владата на ВМРО ДПМН е проруска, дека 3-4 конгресмени и 1-20 сенатори кои ја поддржуваат таа влада во Америка се проруски и индиректно дека ВМРО ги плаќа. Чутија трпеја тие луѓе, бидејќи соросоиде беа на власти во Америка до вчера, за минатата недела точка на конгрес, на собрание се расправа. И го пердаша тој што давал пари со прашања. Зашто се парите ка Сашка Цветковска? Зошто јас како американски граѓанин си плаќал ти на некој у Македонија да мене ме плюка од таму, да создава услови за државен удар во својата држава и од тоа ти да манипулираш со повеќе држави во светот со американски пари. Таму е не во нашето собрание. Во американското се разговара за соросоидите и за ИРЛ како негативна и опасна појава. Ние сега формираме еден тим од добри сметководители, добри правници кои се бават со финансово право. Сакаме да видиме каде отишле парите. Ги земавте уреде. Германци, видале французи, американци, све уред. Кај сте ги потрошиле? Во чии џепови завршиле тие пари и колку се од нив евентуално перени? Колку завршиле назад кај тие што ви ги дале тие пари? На тоа работиме. И тоа ќе биде многу шокантно. Има Македонија смелост да го направи тоа? Ние го правиме екипа, истражувачка. Зошто? Затоа што Сашка Цветковска од ИРЛ отишла во суд. Побарала она да има увид во пресудени предмети. Пред некој ден на некој подкаст слушам, она знаела поише од МВР и од обвинителство. Зошто? За да во моментов кога се менува државниот обвинител, треба дојде од незин една обвинителка од СЈО која се надева дека ќе добие позицијата, која е незе пријателка, лично, Плавуша, бидејќи објавивме и слики и така дале. Таа се надева дека таа би можела да биде иден
прв човек на обвинителството во државава, за да ги елиминира другите обвинители. Се на тие обвинители кои се против кандидати, Сашка Цветковска треба да им вади прљавеш со предмети кои се пресудени, завршени и така дале. И сега, јас да сум судија, било каде, Битола или Скопје, јас да сум обвинител, прво не ми дава интелектуална гордост. Искуството и мојата одговорност пред закон. Да некоја лева, која не е ни новинарка, бидејќи настапува од име на невладена организација, не е новинар, нема редакција, ми ги претресува моите предмети. Да ми суди како обвинител или судија јавно, при постоење на обвинителски совет, при постоење на судски совет, при постоење на комисија во собрание, при постоење на Министерство за правда кои се стручни органи, мене да ми претресува мои предмети, а ти као председател на Кривично суд во Скопје тоа да и го дозволиш, еве јас сега му најавам на господинот Џолев. Ние имаме 8 новинара. Дека наскоро, на неделно ниво, ќе добива барање од новинарите на Вечер МК за увид во предмети, пресудени, Ласкарци, пожар во Тетово, покрупниве. Сака ние да даеме своje мислење. Така. Ако Сашка Цветковска смета и кажува дека е постручна од полиција и судовите, ние сме со Сашка Цветковска доктор наука. Кои се други новинари од овие што ги спомена неколкумина се вмешани во целата приказка? За колкава бројка зборуваме и за еве сумата, бидејќи знам дека истражуваш. Збориме за бројка Сумата е огромна, многу околу милиони. 200 луѓе во Македонија кои примале пари. 90% од нив мали. Во Велес пред случувањата 2015, 16, 17, пред превратот во Македонија, Канвас, тој е најголемиот штаб на Сорос за државни удари од Белград, обучуваше луѓе. Така, Канва школата позната Така, и тоа обучуваше луѓе од Велешкото Соросоидите, езеро во така е, Романтик. обучуваше луѓе. Близина, Значи почне од таму наваму ги има едно 200. Расфрлени се по портали, по невладени организации, но поентата е што Васко Попетровски и РЛ компанија зимаат многу пари, овие зимаат 200 евра на ден, 300. Помали хејтерчиња. И не ги забележувам. Опасното е што тие се служат со лажни конструкции. Јас не можам да зборам за туѓи, јас можам да зборам за своји. Нешто ја вака прв пат да ти кажам после 20 години што не сум сакал да го кажам. Го гледав Боријан Јовановски и Сашо Ордановски која влегува у тоа калта да го обвинуваат Трамп дека е нацист, фашист, а овој другиот расист, како се вика Маск. Гледам го вергла тоа, лата се палела америчка амбасада, бил српски шпион и така дале. Двата да ги објаснам. Околу палење за америчка амбасада прв пат. На денот кога се дешава настанот, јас сум дома. Зборуваме само за кога еве за гледачите, бидејќи те обвинуваат за нешто многу одамна што се случи 99-та нападот на Србија, да. Пролетта. Палење на америчка амбасада во Скопје. Јас сум дома. Ми се јавува номинарката Марија Весова. Мислам дека и денес работи. Да. Дека се случува нешто околу америчка амбасада. Јас доаѓам, ја зијам со кола, неа. Саша Доковски, мислам дека и тој работеше во Алфа, али не се сеќам, но снимателот Саша Доковски. И одиме на америчка амбасада која се наоѓаше тогаш Карши АБЦ Карши Орце Николов, да. Значи, односно до Орце. Сведоци ми се дека кога ние дојдовме, американската амбасада беше веќе запалена. Сведоци ми се дека Сашо, кога сакаше да снима, бидејќи треба да се вратиме со некоја снимка, беше нападнат од луѓето кои учествуваа во палењето за да ги нема на кадар и да ги нема на снимка. Сведоци сме дека тука имаше рвање, снимам, не снимам, и дека бевме избуткани и отидени кон Александар Палас. Па се вративме назад и од тоа направивме прича, затоа што знаеме да направиме прича. Затоа што гледаме суштината и така дај. Толку за тоа. Ама твои луѓе ја запалиле. Имаме истрага од МВР, да. имаме луѓе судени и осудени за тоа, каде што јас не сум во ниеден настан спомнат ни во текст, ни во контекст. Тоа е одговорот на Боријан, на Сашо и на други кои ќе бидат тужени за клевет. И сведоци има. Порачуваш дека? Апсолутно. И луѓето кои може да го посведочат оно што јас го кажам. Втората работа. Соросоидите, бидејќи ратуваме 30 години, решаваат да ме прогласат дека јас сум странски шпион. Така, српски шпион. Српски конкретно, да. Во весникот Време, во весникот Време се појавува документ. Наводно запис со државна безбедност или УБК, како јас во Езерце седам со новинар кој работи во српска амбасада во тој момент, кој они го квалификува дека он бил полицајас, не новинар. Новинар е човекот, умре сега лани. И дека разговараме за палење амбасада Милошевиќ и така дале. Такво нешто не постои, настанот не постои. Време го објавува, Соросоидиве ги земаат овие два настана, палењето и ова, и ги објавуваат на Википедија.
Википедија за која Трамп и Илон Маск тврда дека е жариште на лажни информации кога е политика во прашање. И затоа Илон Маск им нуди 70 милиарди да ја купи и да ја затвори. Значи да ги фрли у ветар. Да ги нема бидејќи прават зло и ги лажат луѓето со дезинформации кога е политика во прашање. Што се дешава тогаш? Ја идам у МВР, дајте ми барање дава, дали јас сум спомнат во било каква и чија обработка во полицијата од овој момент, па од кога сум се родил, навам. Добивам дека не, никогаш не сум имал свој предмет во полиција, никад. Тоа е А. Б. Ги давам на суд за клевет. Твојот колега, денешен уредник, Коле Чашуле, е жив и здрав, еве го, губи предмет на суд. Не постои таков документ. Монтажа. Го губи предметот. Коле Чашуле лично не го тужам, бидејќи го сметам за еден од најболи новинари и тогаш и денеска, и мислам дека човекот не е крив ако некој над него, дали е Велија Рамковски или слично, му го понеди документот. Да. Но знам кој му го дал. Так. Му го дал новинар од А1, албанец, на кого јас подоцна му помогнав со 60.000 евра, како кога бевме уредници со Ивона Талеска во вечер, да му дадеме 65.000 евра бесплатно печатење на Коха. Јас сум основач на Коха. Ако албанците вас се прашат како постал на Коха, од мој пари. Од мој джеб 65.000 евра. Тоаш беше толку стан од 60 квадрат. За денеска да дознам јас дека тој Илир го дал документот на рака со наредба да се објави. Тоа се двете мантри кои ги врти. Ел деда не му се иницијалите. Тоа се полека. Така. Тоа се мантрите кои соросидите ги вртат за да ми направат штета, но не ми направиле. Напротив, јас сум 35 години тука, ја јадам ченицата политичка и јавна, и на Владе Милчин, и на Борен Јовановски кој го нема нигде, не никој ништо, и на Сашо Родановски кој никој ништо. Правата емисија. Па види, се бориме за новинари, ја мислам. Да, добро. Значи, тие ги нема никој, пченицата им ја изедов, новинарска. А ева, јас можам да го кажам ова. Нека дојдат они на било чија телевизија, тет-а-тет, да потврдат дека е поинаку. Имаме уште многу теми за отворање. Првиот дел привршува. Одиме со кусиот блок реклами. Имаме уште многу теми за отворање со Латас. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме во За или против. Новата сезона ја стартувам со Драган Павлович Латас. Латас, во првиот дел така за тие поцрните моменти во македонската историја и денешницата, политиката, новинарството. Сега малку и за оние убави работи што ни се случуваат за промена овие 8 месеци. Зборуваме за 1.255 милиони евра кои што влегоа во Македонија за промена, нели, после подолго време и најмногу пари досега што влегле. Знам дека ти лежи... Уште не се влезени. Така, прецизно добро, но... видиме. Да. Прецизно сакам. Види, ја и онака, секогаш што гостувам или зборувам, сакам поише зборам за овие теми. Ова првото беше како одраз, да објасниме некои како одраз работи. на една затегната ситуација, на едни дезинформации во јавност, на едно труење публика, каде што мислам дека сум прозван да кажам, бидејќи ако 30-35 години си не мора на врв, а и при врв во новинарството, имаш и право и обврска да кажеш за овие состојби тоа што имаш да кажеш, а мислам дека има повеќе од, па да речам, многумина. Она што е право прашање, права тема е ова што ти го кажеш. Види, ние добивме нова власт, која не може да се спореди со старата власт, мислам, глупо е. Немаш што да споредиш. Премиерот е превисок во однос на Не, немаш ни еден параметар кој може да споредиш. На секоја можно поле да не се прво оваа власт е дојдена легитимно и правно на власт. За промена. За промена. Да. Значи оваа власт е легитимна, не е украдена кола со која ти се мангупираш низ мал. И работи, и не краде. Прво минатата власт дојде на власт без 67 пратеник во парламент. Така. И така криво насадено, криво си отиде. Оваа власт значи дојдена е легитимно. Второ, оваа власт, незините 7 години во опозиција, бар 5, тоа го знам и лично, ги потроши на припрема за власт. Значи, контакти со странски фирми, со странски институции, малци луѓе знаат дека јас лично тоа го знам, лично, и можем да
потврдам, дека кога беше ВМРО во опозиција, дури и луѓе од врвот на една од најголемите компании во светот, Амазон, доаѓаа во Скопје да се распрашуваат и да разговараат. Зашто? Не знам. Безос. Нека каже Мицкоски ако сак. Или Безос. Не е тоа ниво, но збориме менаџерското ниво. Значи беа во Скопје. Се разговараше во Унгарија, во Германија, во Австрија, во Италија. Се разговараше и во Грција за некои гасоводни теми кои сега се реализираат. Значи се спрема, зборот ми е 5 години за ова не е дојдено од небо. Па километражата на Христијан Мицкоски и Александар Николовски во опозиција за државните проекти е поголема само на нив двајца, отколку на сите 40 на луѓе и кусур кои поминаа низ владите на СДСМ и ДУИ за 7 години. Неспоредливо поголем. И неспоредливо поише со станоци и така дај. Зборам за легитимни средби. Не зборам као Заев што со дилери на марихуана трошал време, што бил во Индија, што бил во Јужноафричка република, бил во Дубај да се спрема за бегање и парите да таму ги уновчи и купи слобода во држави кои не испорачуваат граѓани во Македонија. Карта, да. Што значи ова е логично продолжение управо на екипата предводена од Христијан Мицковски кој е веќе докажан играч за големи утакмици. Го видевме во Минхен, го видевме во Америка трите посети, го гледаме сега во Европа со какви тој проекти се занимава. Не се тоа марихуани, не се кокошарници. Тоа се проекти од милиарда. Ние збориме за 1.400.000 договорени и подпишани проекти, за кои треба време да се реализираат, но позади кои стојат респективни фирми од европски формат по својата величина, кои ставаат свој подпис и почнуваат. Ние после 20 кусор, 5-6 години во Македонија се ветува гасификација. И sada сме и ВМРО влади ја ветува, не успеа. Овој успеа прв. Тоа е крупен чекор. Скоро Тоа е 100 евра само е таму. 100 евра во куќа, помалце трошоци. 100 евра. Што за грејење, што за парно, што за струја, што за другите елементи. И се друго, што енергијата, кога е поевтина, паѓа као цена. Некој не е законот само доволен. Вие се сеќавате веројатно дека Груевски, во времето кога беше премиер, го намали од 18 на 5 данокот за станови, за прв стан. Така. И што се деси со градежниците, не ги намалија цените, ги стаја 13% у джеп. Значи, законот треба да го спроведеш. Да уапсеш на едно 10 директори на градежни фирми тогаш, кои се играат со своите пари, тоа беа пари даночни. Данокот се намали, тоа он украде од државен буџет. Да, како сега Мицковски што иде по маркетиве и притиска, смали ги цените на реално ниво, да тој притискаше смали ги цените по законот што сум ти го донел, денеска становите ќе беа на реална цена 1000-1200 евра. Зашто? Затоа што јас живеам со градежници, имам 15 градежници у фамилија. Не може станот во Бител ако го изградиш ти за 800 евра, градежна цена, да биде во Скопје 2000 евра истиот стан, квадрат или 1500 градежна цена. Исти се материјалите, чешмата е иста, плочките се исти, друга е локацијата колку вреди. Работната Ама станов во Скопје го пријавува дека вреди повеќе од исти изграден стан во Битола. Логика нема. Иста работна сила, струја, вода, цени, кирија, даноси се исто. Тоа е лоповлук. И треба некои од градежниците да иде у затвор. За изигрување, за картелско договарање и за слично. Особено овие кои се изразито појачани и пораснати во времето на Заев. Тие се каналите политички Тоа што бизнис, оваа влада се занимава со проблем на обичен човек, што е таргет, тоа е за респект. Некои проблеми повеќето ќе ги реши, може би помал дел нема да реши, ама повеќето ќе ги реши. Се занимава со неговото парно грејење, се занимава со неговите ресурси од кај ќе се грее, каде струјат, каде вода, се занимава со пат. Денеска Александар Николовски пушта нова линија Скопје-Амстердам. Што е бизнис, што е туризам, што не ја пушта во минатата влада. Било што да земеш, неспоредливо е. Денеска болниците работат. Онкологија нема пациенти кои умираат зашто им шприцаат обична вода медицинска наместо лек. Немаме такви случаи. Немаме ништо од тоа. Како што немаме и местенки што ги правеа минатата власт на кога треба да се спасат нивните функционери. Секој ден имаше една афера со тоа. Не, сакам јавноста да знае нешто друго. Так. Се запалија 15 луѓе во Тетово. Изгоре модуларна болница. Веднаш соросоидите дигнаа галама на Кочо Ангјушев, тоа е кривица, а ние заборавивме директорот дека е брат на министарот СДСМ, односно од ДУИ. Тоа го заборавивме. Дигнаа веднаш прашина. И веднаш се усмери тука. Да. Венко никој не го спомнува, директорот на болница никој не го спомнува. Ние истражуваме со граѓевинари и гледаме што?
се работи за тендер на Светска банка. Она утврдува кој ќе го добие, она утврдува стандарди, она утврдува се. Внатре од Брако има само железна конструкција. Се друго е купено од Брако по упатство на Светска банка. Понатаму, тој простор не е за лежење на болни. Ниту е за лечење. Ниту просторот, тие кабини се на Министерство за здравство, што е најголема трагедија. Тие кабини, да ги речеме, се на Министерство за социјала и труд. Не се на здравство. Значи не е нит смело да престојуваат луѓе таму. Тоа е По правило. условно речено чекална и лесни случаи. Не може да легнеш непокретни луѓе таму. Со кислород. Доаѓа Светска банка, го прима објектот. Тука завршува одговорноста на тој што го правил, градил или монтирал. Се понатаму е одговорност тој што го одржува. Ти кога ќе купиш кола, ти одговараш. Ако е Ако не ја направено одржуваш- амбулантно возило, а таа е Не, за ти одговараш на... поише. Таму ако се сеќавате пред настрајката, се украдоа цевки бакарни, се украдоа електрични кабли. Некој ги менувал. Прашање дали се тоа по стандардите кои ги предвидела Светска банка за тоа објект. истрагата, претпоставам. И сега се дешава палењето, така? И еве ги пак со расоидеве, пак се нивните луѓе во СЈО, пак е СДСМ. И цело време СДСМ ја турка водата на кај кочо, Истата кочо, онаа кочо. која што ја спомнав во Доаѓаат првиот германци, дел, па тоа беше истражување доаѓаат на германци, ИРОВ. прават студија. Да. Што е причина за луѓето што изгореле боците за кислород? Зашто? Зашто сум ги видел снимките со бренер, кај што се гори, се загрева пластиката, не гори. Треба кислород, огромни количини, кој ќе ја запали во минути. Тоа не може да изгоре од обичен огин за 2, 3 или 5 минути. Тоа би горело бар 5. Како што изгоре. Сега, Да. се спасува директорот на болницата, брат на министерот за ДУИ, добива условна казна. Не знам што се десило. Што ја знам, погрешно зуб извадил некој стоматологија и се заташкува случајот. Кој е обвинител? Од СЈО. Кој е од СЈО? Тие што ги воздигаа соросоидите дека се цареви, кралеви, дека ќе спасат државата. Кој е обвинител? Обвинителка земена од Гостивар, која државниот обвинител Јовевски ја назначува и кај мене таа назначена, бидејќи Скопје нели нема обвинители, ја назначува таја да биде обвинител. Сашка Светковска и ИРЛ прават емисија у која директно го напаѓаат Кочо, а забораваат дека има таа клиника и директор, има 2 министра кои се одговорни, има други луѓе унутра. Не, он е крив. Човекот нормално не одговараше за тоа зашто правно не можеш да го докажеш. Но битно е се створи фама да ги спасиш на СДСМ играчите заради кои изгореа 15 луѓе. Ден денеска ние немаме одговорен кој дозволил автобус да отиде во Бугарија со туристи, за кој нема лиценца за меѓународен транспорт, да изгорат 45 луѓе да се вратат назад. Министер беше Бочварски. Така е, вика, Пресо. бугарите водат истрага. Бугарите водат истрага за инцидентот. Така. Ние треба да видиме истрага за Како автобусот. воопшто се најде тој Автобусот не би ни бил во Бугарија. Да нашите власти имаше постапеле. лиценца, немаше Па да видете биде во можеби Србија што тако, се да. дешава за настречницата во Нови Сад. Така. Видете во Грција вчера колку имаше За Тампи, протести за нивната железничка несреќа. Сите се бунат, но соросоидиве, ИРЛ, Сашки и такви борјани го убедуваат народот секој е крив освен функционер на СДСМ и на ДУИ. Секој е крив. Дали е тоа Латес, дали е Љупча, дали е Кочо, дали е Може сега ќе било направат кој. против оваа влада протести за модуларната, за ласкарци, за случувањата Ама во не може Бугарија. да го предметот Жан Митрев денеска почиња од ново. Така. Денеска почиња од ново. Пазите, имате луѓе кои се лечеле, преживеале, применет метод кој у цел свет се употребува, како помошна метода. И отишле дома. Завршена прича. Поминува X време, можеби година-две. Ги вика обвинителка и им вика, јас треба да водам случај, за да имам обвинение, ти треба да бидеш оштетена страна, дојдете и ги насочува. Што да кажат? Што би се Кажете, случи, еве? ќе ви вратат пари. Тоа ќе ви вратат пари. У Македонија знаеш како делува. И сега ти имаш 180 луѓе кои се наводно оштетени, кои сами не се јавили, никој од нив не е пријавил измама, дека е оштетен дури, ништо. Но од кога ги повикала обвинителката, нив нагло им рипнало тоа. Кога објавува ова? ИРЛ. Од кај зема ИРЛ пари? Од Соросоидната каса, од Сорос, од USAID. И тука затвараме приказката. Лекот е игнор на се што ќе дојде од соросоидите, игнор на се што ќе ти пумпаат главата соросоидите, размишљаш со своја глава. Сам можеш да процениш случај, Жан Митрев, сам можеш ласкарци, сам можеш автобусот, сам можеш тето, не ти треба ни ИРЛ, ни никој друг. Затоа што на Светска банка извештајот на вечер МК објавен,
во 2023 проценка 60% од нашите деца во Македонија не може да исполнат својот професионален и интелектуален капацитет поради лошо образование и здравство. И пак доаѓаме до Венко Филипче. И пак доаѓаме до Мила Царовска. И пак тие кои не интересираат каде отишле парите се и Мила Царовска преку незината, како и се вика, организација Хера. Случајно гледам, Хера €1.000.000 годишно влегле, 400.000 евра останале, 600.000 идам кај се потрошиле, авторски хонорари. Динар нема во проекти. Динар нема потрошено за реализација. Земени милионот, 600.000 под джепови кај нив, 400.000 чекаат за боли времења. Тоа е невладина. За крајеве, она дипломатско економска офанзива, да ја наречеме, во минативе 2 недели оваа влада прошета повеќе отколку Заев и Ковачевски заедно тие 7 години. Да не се лажеме, беа од Минхен во Вашингтон, од Вашингтон во Истанбул, од Истанбул во опозиција отидоа поиша камоли во влада. Ја преска ти реков, во опозиција Александар Николовски и особено Христијан Мицковски имаат поиша километражи со станоци за државни проекти и интереси, него овие кога беа 7 години на власт, сите 40 кусур. Се плашеа од летење, возење, нешто од летање или? Не, идат Цирих, швейцарска банка, кај има и тоа, Дубај евентуално. Така. Ти благодарам, што беше? И јас ти благодарам за овие 45 минути, мислам дека го задржавме вниманието на гледачите. И јас едно што би молел, бидете тоа што се е јасно во политиката. Нема ништо чудесно што само Трамп го знае или само вие го знаете. Исти се работите. Така. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам што бевте со нас овој старт на новата сезона на За или против. Не немаше еден месец, но по барање на гледачите, односно ваше барање, повторно сме со вас, ке бидеме со вас од понеделник до петок, првите 3 дена со мене, потоа ве оставам во сигурните раце на колешките Искра Коровешевска, Анастасија Илиевска, Елена Марковска, така што бидете со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.